Манекенката Хейли Бибер откри дека незината прва бременост со синот Джейк Блус, кого го има со сопругот Џастин Бибер, била целосно неочекувана. Во подкастот SheMD таа раскажа дека лекарите претходно ја предупредиле дека поради септум на матката може да има проблеми со забременување и дека можеби ќе биде потребна мала операција пред да планира деца. Реков дека не размислувам за бременост во тој момент, а потоа како по чудо останав бремена, изјавила 29-годишната манекенка. Лекарката објаснила дека септумот е вродена аномалија при која ткиво ја дели матката, што може да го зголеми ризикот од спонтан абортус или предвремено породување. И покри ризиците, бременоста поминала добро. На крајот Хейли и Џастин, кои се во брак од 2018 година, добиле здраво дете, а манекенката вели дека најмногу ужива во времето поминато со својот син. Роден на 4 март 1999 година, Бруклин Џозеф Пилц Бекам пораснал под притисокот на познатото презиме. Бруклин Бекам, најстариот син на Дейвид и Викторија Бекам, утре ќе го прослави својот 27-ми роден ден, но наместо семено обединување, тој ќе го помине роденденот илјадници мили подалеку од своите родители, среде јавен и горшлив раскол што го потресе едно од најпознатите семејства во светот. Неговиот живот, кој го започна во центарот на вниманието, сега приказна за потрага по собствениот идентитет, брак со богата наследничка и болно раскинување со кланот Бекам. Се чини дека Бруклин Бекам конечно го пронајде својот мир и независност, но цената беше висока. Додека влегува во новата година, останува прашањето дали некогаш може да се поправи јазот во едно од најпознатите семејства во светот или ова е дефинитивен крај на една ера. Министерот за култура и туризам Зоран Љутков вечер во Cinema Galleries во Брисел ќе присуствува на премиерната проекција на македонскиот игран филм DJ Ахмет на режисерот Георги Унговски пред европската публика. Присуството на министерот Љутков е јасна потврда за посветеноста на Министерството за култура и туризам кон поддршка на македонската кинематографија и нејзината меѓународна афирмација. Филмот е копродукција реализирана со поддршка од Агенцијата за филм на Македонија, Српскиот филмски центар, Хрватскиот аудиовизуелен центар, Чешкиот аудиовизуелен фонд и Евроимаж. Битолскиот оркестар Дива ги објави пејачите кои ќе настапат на традиционалниот концерт Тоше за секогаш во срцата, кој ќе се одржи на 5 март во Центарот за култура во Битола од 20 часот. Хитовете на Тоше ќе ги пеат Нада Талевска, Димитар Андоновски, Ана Петановска, Бојан Стојков, Јасна Димитровска, Марија Митровска, Марија Јаковлевска и Алексеј Ивановски. Новите аранжмани ги направи Владимир Димовски, кој е диригент на концертот. Убаво е кога имаме некого со кого можеме да се гордееме. Тоше Проески остави многу повеќе од песни, остави спомени, емоции и моменти што со години живеат во животите на луѓето од сите генерации. Велат од оркестерот Дива кој го организира настанот во соработка со Центарот за култура.